Бранко Црвенковски да беше кандидат на ВМРО ДПМН, а Стево Пендаровски на СДСМ. Бранко убедливо ќе го победеше и ќе беше ново избран председател од редовите на ВМРО ДПМН. Сулудо е тоа, ама хипотетички да претпоставиме, тоа и ќе се случеше. Таквите типови на казнување или наградување не се својствени во Македонија на секој изборен циклус, ама ова беше резултат на апсолутно веќе казнување на една актуелна владеачка гарнитура. Анализите кои што ги правевме и кои што ги правеше и ти туку и во ова студио не излегоа. Значи тоа како вика теса под дома и на пазар не е ист. Што мислиш што е најголемата причина? Ако се погледнат анкетите, условно кажано да речеме провамаровскиот анкетар, односно истражувач на јавното мислење на институтот ИПИС, најоптималните анкети одеа во освојување на 53 пратенички мандати за ВМРО ДПМН и коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, а некаде околу 27 кандидати за коалицијата предводена од СДСМ, и тие анкети мислам дека беа презентирани поподробно на државната национална македонска телевизија, каде што по изборна единица беа точно градирани која политичка опција ќе земе колку пратенички мандати. Кога ќе се види дека од најоптимистичките сценарија, каде што многумина велеа дека тие се нагласени бројки, бројката на ВМРО ДПМН беше качена за 5 пратенички мандати од тие проекции, а на СДСМ симната за скоро 10, односно 9-10 ќе видиме со прегласувањето, можеме да заклучиме дека во последните денови од кампањата или во кампанскиот предизборен период, мислам дека една огромна бројка на гласачи кои веројатно не биле представени на анкетите се мобилизира од одредени причини. Една од главните причини беше скандирањето на лидерот на ДУИ на плоштадот Македонија УЧК. Мислам дека тоа многу сензибилизираше кај некои одредени луѓе кои се прашувале или се мислеле до последниот ден дали треба да гласаат за одредена политичка опција. Тоа мислам дека било прекршување да решат да гласаат за ВМРО ДПМН од проста причина што ВМРО ДПМН е не само во кампањскиот дел, туку и претходно месеци па година и половина апсолутно ДУИ го позиционираше како главен политички противник, да речем, на македонската политичка сцена, вербално велики дека нели ДУИ управува со државата, ДУИ управува со владата, дека СДСМ си смеќери, дека е малцински партнер. И дека е малцински партнер, и врз база на тоа скандирање на лидерот на ДУИ Али Ахмети апсолутно даде, што се вели, аргумент во устата и политиката на наративот на ВМРО ДПМН дека е така. За прв пат ДУИ направи митинг на плоштадот Македонија, не во Чаир, на плоштадот Скендербек, и тоа си имаше своја одредена символика. Исто така на денот на гласањето за претседателски парламентарни избори на 8 мај, мислам дека дополнително се мобилизираше еден контингент на гласачи кога во раните утрински часови почнаа да стигнуваат информации дека ДУИ води активен бојкот во општините каде што е доминантно албанското население, и тоа на вистина со, да кажам, извештаите на Државната изборна комисија се гледаше огромен диспаритет и се потврдуваше во однос на, да речеме, во Липковија, Рачиново, каде што се скоро 100% доминантно албанско население. Има огромна дискрепанца од тие што гласале нели за парламентарни во однос на претседателски. Мислам дека тоа што се создаваше, ајде да не речем хистеризација, ама мобилизација на социјалните мрежи, и тоа дополнително извади неопределени гласачи кои, условно кажано, се спротиставија на политиката на ДУИ да го компромитира изборот за претседател на државата, и веќе после 8 мај во контакти со луѓе што, ајде да речам, не се аполитични, ама луѓе што не се заморуваат со политика, не се ужижата. Да, односно сакаат едноставно да гласаат како граѓани, а не се многу потресени од политичката сцена или не знам да сакаат да активно партиципираат или дебатираат. Еден од тие аргументи кои ми рекоа, јас
отидов гласав за ВМРО ДПМН, односно за Гордана Силјановска, само и само да го спречам наративот, односно бојкотот на тој што ќе направеше институционален вакуум доколку не успееше цензусот од 40% и поради тоа беше и огромниот резултат кој новоизбраната председателка го доби во квантум од 560.000 глас. Така што најголем број на Киро Глигоров е колку? 94-та, околу 740-50 со Љубиша Георгиевски. Во вториот круг Љубиш има околу 200. Тоа е најголемиот, а втор мислам во апсолутна бројка дека е на Гордана Силјановска, па на Ѓорги Иванов е 2014 околу 540 и Бранко Црвенковски мислам 2004 во вториот круг се ова се бројки околу 540 гласови, но значи Гордана Силјановска освои повеќе и од Бранко Црвенковски и од Ѓорги Иванов, да. Сега види, знаеш што, од позиција на кандидат на опозицијата што за прв пат нели се избра председател. Значи вака се. Сакам да кажам, извини Мило, на прашањето на Александар, тоа мислам дека се главните контури кои многу го изместија предвидениот резултат во последните неколку седмици од предгласањето, бидејќи и анкетите покажуваа, да речам, друг сооднос на силите. Да. Ама тоа сакав да го кажам. Значи, ние ако сме искрени, ако сме честни пред самите себе, сите кажавме дека ќе победи ВМРО. Никој немаше дилема дали ќе победи ВМРО. Прашањето беше со колку. Дури и овие анкети, кои што беа можеби најблиску до реалнава слика, беа далеку од тоа што ВМРО ДПМН го освои како резултат. Јас правев некоја математика уште тогашка. Според анкетите на ИПИС, на Влајко, ВМРО ДПМН имаше некаде околу 360 до 370.000 гласови во апсолутна бројка. ВМРО ДПМН реално освои 430.000 гласови, зборам на парламентарни избори. Значи сите имаа промашувања, веројатно анкетите на Влајко беа најблиску до реалноста, но беа погрешни во неколку делови. Беа погрешни во делот со Влен, беа погрешни во делот со Знам. Значи левица на сите тие анкети имаше помалку рейтинг од Знам, така да тоа беше некоја едуцирана проценка со која што сите ние настапувавме. Не можевме да очекуваме дека ова ќе му се случи на СДСМ. Јас ниво најлуцо не верував дека СДСМ ќе биде по 200.000 гласови. Ако гледаме така, мислам дека и СДСМ се шокирани и запрепастени од својот резултат кој е историскиот минимум на таа политичка партија од првите парламентарни избори 1990 година, каде што историскиот минимум беше 2006 и 2008 со 216 и 218 со Бучковски Шекеринска. И од друга страна, мислам дека и ВМРО ДПМН реално, колку и да посакувале 61 пратеник или све, мислам дека свесно, интимно се исто така изненадени нормално позитивно од тој резултат, бидејќи мислам дека анкетите кои Владимир Божиновски ги презентирал не давале толкав распон прво на бројот на освоени пратенички мандати во 3:1 во соодноси во гласањето во апсолутни бројки, кажи речи 3:1, 430 со 150.000 освоени апсолутни гласови, така што мислам дека контурите на тоа што предмалку го говорев, кои се причините, извадија дополнителен квантум на неопределени гласачи да гласаат за опцијата на ВМРО ДПМН, а за СДСМ и тие што, да речеме, за Стево Пендаровски гласале во првиот круг 180, отидоа на контото на други политички партии, можеби Знам, можеби Левица, но како го објаснуваше тој феномен Стево Пендаровски да има повеќе гласови од СДСМ? Апсолутно, за мене е нормално и очекувано, бидејќи Стево Пендаровски, мене ако ме прашате, потона поради условно кажано гневот и како да кажам причините кои сакаше јавност едноставно СДСМ да е казни на ваков брутален начин. Стево Пендаровски луѓето не го перцепира како ужасно лош председател, но Стево Пендаровски беше председател кој добија катастрофален резултат благодарение што беше кандидат на СДСМ. Веројатно го перцепира на некоја позитивна нула кој ќе му се придодаде резултатот од СДСМ владење во 7 години, веројатно го однесе у минус. Затоа сакам да кажам тој резултат дека има 100.000 гласови повеќе од нив во вториот круг апсолутно е
нормален и очекуван, тоа е но нормално, разликата секогаш, да, ама разликата Гордане Силјановски има па 130 повеќе од ВМРО ДПМН, ама разликата меѓу Стево Пендаровски и Гордана Силјановска во апсолутна бројка е фрапантна. Преку 300.000 гласови Стево Пендаровски да изгуби. Таков резултат, ви кажав, има направено само Киро Глигоров со Љубиша Георгиевски во вториот круг. Јас на шала им велам, така беше, да речам, поставена политичката сцена. Толку беше зовриена политичката јавност или желбата за казнување на СДСМ. Јас на шала иронично велам Бранко Црвенковски да беше кандидат на ВМРО ДПМН, а Стево Пендаровски на СДСМ. Бранко убедливо ќе го победеше и ќе беше ново избран претседател од редовите на ВМРО ДПМН, бидејќи има право на уште еден претседателски мандат. Јас не се шегувам, велам сулудо е тоа, ама хипотетички да претпоставиме, тоа и ќе се случеше. Едноставно има ситуации во овие 33 години кога тотално се прекршува јавното мислење, така било 2002, така беше 2008 големата победа на Никола Груевски во однос на Радмила Шекеринска после самитот на НАТО во Букуреш кога добивме вето, така и сега во 2024 кога апсолутно има огромен порив, да речам, за такво казнување или наградување на јавноста. Пред се тоа казнување најчесто се случувало на СДСМ, еднаш на ВМРО ДПМН, тоа е 2002 на тој 15 септември, ама ради добро познатите причини од воената 2001, и такво наградување масовно во таков квантум на гласови, односно таква диспропорција доби Никола Груевски после самитот на НАТО, бидејќи водеше политика на, условно кажано, заштита на идентитетот и името. Шекеринска, Шекеринска водеше политика ќе ве внесам за 6 месеци во НАТО. Таа политика тогаш беше протолкувана дека се бара веднаш промена на името. Ќе се смени името за 6 месеци. Да, ама збориме за еден ненормален, огромен набој на гнев кон ставеното вето од страна на Грција и Дора Бакојани и Караманлис на самитот во НАТО, кога како држава очекувавме дека ќе станеме членка на НАТО и посакувавме да станеме членка на НАТО. Кажа, Буш и ми се внутредента. Така и сакам да кажам, тогаш доколку помните и вие без разлика што сме помлада генерација, тоа лето ниеден не отиде на одмор во Грција и покрај тоа што имаше визи, македонците стоеле со редици и часови пред грчка амбасада. А огромни протести имаше на плоштад. Имаше протести, на Пела, ама сакам да кажам, во изминативе 33 години, веројатно 2008 летото е година каде што прашање е дали на прсти, што се вели, бил бројот на етнички македонци кои отишле на летување во Грција, тоа што наредната година 2009 се заборави и па се отиде масовно на одмор, тоа е веќе друго прашање, но сакам да кажам, таквите типови Криво е море. Да, таквите типови на казнување или наградување не се својствени во Македонија на секој изборен циклус. Ми имале многу тесен резултат 2016 кога, да речеме, гласачкото тело буквално било како со нож пресечено, 49 мандати за СДСМ, 51 за ВМРО ДПМН, и 2020 46 мандати за СДСМ и 44 за ВМРО ДПМН. Тоа било буквално пата, тоа сакам да кажам, сме имали такви резултати. Ама ова беше резултат на апсолутно веќе казнување на една актуелна владеачка гарнитура.